Бугарскиот пратеник од Пиринскиот дел на Македонија, Јане Јанев, лидер на Пајтон партијата Ред, закон и правдина, даде шокантни изјави во националниот етер на нашиот источен сосед, поврзани со закани за прекројување на границите на Република Македонија. Во шоуто на Иван и Андре, имитувано на 12 март ова година, бугарскиот политичар Јанев, најверојатно жеден за медиумска изјава и публицитет, повторно скандализираше јавноста со своите изјави. Повторно објект на неговиот напад беше Република Македонија. Како што ќе ви презентираме понатаму, изгледа наводниот договор за запирање на говорот на омраза кој Бугарија сака да го наметне на Македонија, ќе важи само за Македонија која сака да стане дел од Европската унија и НАТО. Од снимките кои следуваат се гледа дека во Бугарија не било, изгледа нема да биде проблем да биде напаѓање Македонија и кон неа да се искажуваат најразлични територијални претензии и слично. Проблема со Спаска Митрова можеше да биде решен още тогава когато тя беше в затвора в Македонија. Ако аз бях президент на републиката, бих постъпил като Никола Саркози, както постъпи с нашите медици в затвора Джудейда в Либия. Щях да изпратя специалните части на България, щяха да отидат и да вземат Спаска Митрова от затвора в Македония и с хеликоптер да ја врнат во Българија. Во таа изјава на Јанев, од авион се гледа каков е неговиот однос кон Македонија како држава и фактор на Балканот. Проблемот се разбира наводно е Спаска Митрова и незината одисеја со така наречената од одредени кругови во Бугарија Србомански суд во Македонија. Следната изјава на Јанев е повеќе од скандалозна. Во неа тој јавно повикува за воена агресија врз Македонија, која ќе доведе до припојување на Македонија со Бугарија. Сериозно ли говорите? Да се испратат специјалните части, това означава едва ли не да им објавим война? Ами вижте, ако Македонија обяви война за това, че сме си взели Спаска Митрова в Българија, да заповядат. Сега границата ще да бъде от Атак Охридското езеро. Сите знаеме каква беше реакцијата пред време на бугарскиот државен врв, кога Груевски истакна дека во Австралија македонците од Пирин, Вардар и Егеј се обединети. Имаше протести, дури бугарскиот председател Прванов на неколку пати пред медиумите гневно ги коментираше извадените од контекст зборови на Груевски. Денес сме сведоци како предвадена бугарски политичар јасно и гласно повика на војна против Македонија, па макар причината била и една Спаска Митрова. За сериозноста на Јанев како политичар говори јасно и последното случување во неговата шарена политичка кариера. На 10 март оваа година тој беше принуден да плаќа по 30 евра на човек за да присуствува на неговиот протест за промена на бугарскиот устав. За фактот дека им платил на учесниците во протестот кој беше најавуван како огромен, а во суштина испадна театар со главен лик Јане Јанев и околу 1000 роми, зборуваат политичките противници на Јанев. Проблемот е сосема друг, а тоа е дека антимакедонштината во одредени кругови во Бугарија е веќе длабоко навлезена. Во моментот кога и обичните бугарски граѓани ќе бидат отруени со таа пропаганда, ќе биде касно за договори меѓу двете страни, па биле тие